Почитувани, ви благодарам за присуството на редовната пресконференција на ВМРО ДПМН. Ве повикувам заедно да погледнеме едно видео. Сакам да испратам порака до сите граѓани на Бугарија. Ние сме братски хора, същи народ. Знаете како, струмичани и петричани на исти јазик зборуваат, толку сме блиски. И сега тоа е македонскиот или българскиот јазик, каков е? Ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. Гоце Делчев е револуционер и за българите, и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. Имало некој пат некоја администрација во тој момент на почетокот. После тоа Бугарија се дига заедно со антифашизмот. Бугарски и македонски војски ослободуваат територии на, знаеме, Крива Паланка, Куманово, целиот регион, Скопје и во целиот овој дел. Долги години, децении ги држаја далеку. Различни власти, пред се за време на бивша Југославија, Република Северна Македонија пред членството во Европската унија го отвара уставот и мора да го отвори уставот. И наш став е сите по-малку бројни народи во нашата држава да бидат впишани, вклучително и бугарскиот. Бугарските медиуми тврдат дека во еден од 5 формулации стоело, цитирам, по спорот за јазикот, дека бугарите и македонците зборуваат на ист јазик, но и на различни, кои се светски признати оделно. Ова беше видео колаж од изјави на Зоран Заев во однос на Македонија и Бугарија, кој што завршува со она што стигна од Бугарија како информација, испратена, како што велат таму, од официјални лица, за медиумите, дека е даден предлог со 5 формулации, од кои едната е дека станува збор за ист јазик, меѓународно признати како два јазици. Почитувани, видеото е кус подсетник за се она што Заев го зборува последните 4 години. Ова е кус подсетник за пораките кои што Заев постојано ги упатува до Софија. Ова е кус, но веродостоен доказ како основа за верба во брифирањата од официјална Софија за бугарските медиуми, дека Заев дал предлози во кои што за македонскиот јазик било наведено дека е ист јазик со бугарскиот. Ист јазик, но во две држави признати како два јазици. Доколку Заев го понудил ова решение, тогаш Зоран Заев ја прифатил тезата еден народ во две држави и во целост ја побугарчува Македонија и ја брише македонската културна и јазична посебност. Полошо од бугарските негации на македонците и македонското се искажаните ставови на Зоран Заев, неговата понизност и подготвеност за предавство. Зоран Заев со неговите досегашни изјави, Зоран Заев со неговиот актуелен молк, Зоран Заев со бегството од носењето документ во собранието дека за идентитетските одредници никој не смее да преговара, остава впечаток и предизвикува чувство дека понудил бришење на македонскиот идентитет во целост. Зоран Заев да не помислува да си игра со македонскиот национален идентитет, да не си игра со македонскиот јазик, со македонската култура, со македонската самобитност и македонската историја, затоа што ќе добие жесток одговор на било каков обид за ништење на македонскиот национален идентитет. Најдобар демант, наместо празни флоскули, е предочување од Зоран Заев на предлогот пред јавноста, за таа сама да ја оцени вистинитоста. Ви благодарам, повелете со прашање. Локални избори. Добро, надвор од темата, повелете. Да. Не, добро, не е проблем, повелете. Да, ајде, да, повелете. Дали има, пошто нели до утре треба да знаеме дали ќе почнат или нема да почнат, да почне меѓувладината седница помеѓу Македонија и Европскиот совет, дали имате информации дали продолжуваат преговорите со Бугарија и дали сте оптимисти или не? Како ВМРО? За жал, не само како ВМРО, онека како што го завршивте прашањето, туку македонската јавност до сега за сите преговори кои што Зоран Заев ги води, дознаваме за жал од странски известувања, од странски медиуми кои што се повикуваат на своите
официјални влади, лица, власта во својата земја. Тоа што го добиваме тука во Македонија се само празни флоскули во обид за демант на она што не само го пренесуваат бугарските медиуми во моментов, туку го пренесуваат и релевантни светски сервиси кои што не верувам дека би се осудиле да искористат нерелевантен документ од Бугарија. Веќе порачаа дека нема да има датум за почеток на преговорите, нема да има меѓувладина седница, со тоа паѓа во вода и онаа лага дека Македонија има добиено датум, дека Македонија прави исчекор во интеграциите, онаа лага на Зоран Заев, на Бујар Османи, на Никола Димитров, за добиен датум и започнат скрининг. За жал, наместо онака како што во своите празни флоскули зборува Зоран Заев дека ги решава проблемите, ја отвори Пандорината кутија која што тешко дека ќе се затвори. Повелете. Двете прашања ќе ги поставаме едно по едно. Двете прашања кои што ги испративте по мејл. Повелете. Значи, првото прашање ми се однесува околу кандидатот за градоначалник на Скопје на престојните локални избори. Петре Шилегов веќе најави дека не само што ќе се кандидира, туку и дека има намера да победи и уште еднаш да го добие мандатот за градоначалник. Дали вие решивте кого ќе му спротивставите? Дали ќе се вратите на Коце Трајановски или можеби размислувате за друг кандидат? Ајде, бидејќи беа две прашања во едно, Не, така имам јас уште така и едно ќе го. прашање, Добро, околу така и ќе го. подготовките за Ајде едно по едно. локални. Петре Шилегов е најлошото нешто што му се случи на Скопје по катастрофалниот земјотрес. Човекот во фараонски манири ветуваше, ништо од ветеното не исполни, така што Петре Шилегов, испоред мислењето на јавноста во Скопје, било кој да му се спротистави во моментов ќе го биде подобар од него и ќе ги добие гласовите на скопјани. Во однос на внатрепартискиот избор на кандидати, ВМРО ДПМН секогаш во однос на изборот на кандидати ги почитувала собствените капацитети во однос на тоа колку тие ќе одговорат на потребите и ветеното кон граѓаните. Дали тоа ќе биде Коце Трајановски? Се уште не се завршени конкретните детали со кои што можеме да излеземе во јавноста, треба да поминат низ структурите на партијата. Дали се спроведува како тече внатрешната? Тече, да, има внатрешна анкета, има и надворешна анкета кон сите граѓани, се испитува она што е капацитет на самите кандидати во сите општини, но и она човечкиот капацитет на секој од кандидатите, можните кандидати кои што ќе можат да одговорат на она што ќе биде ветено пред граѓаните. Да не испаднеме во фарионскиот стил на Петре Шилегов. Повелете. Дали, пошто во едно интервју лидер Мицковски најави и коалиции, дури можни коалиции со албанските политички партии и начинот како би коалиционирал, нели, за услови и така натаму. Дали има нешто конкретно во преговорите за локални избори, за подршка со Во однос на албански локалните политики, избори, дали- апсолутно и да. кои се тие? Во однос на локалните избори, можам само да ви кажам дека ВМРО ДПМН и досега има подадено рака кон сите оние што сметаат дека водството досегашно на локално и на централно ниво на СДСМ е најлошото нешто што можеше да се случи и за општините, и за градовите, и за Македонија. Сите оние што сакат да се спротистават на овој криминоген режим се добре дојдени во коалиција да го срушиме режимот. Прашањето беше дали веќе има конкретни преговори или тоа. ВМРО ДПМН е во постојна комуникација со сите релевантни политички фактори во Македонија, согласно тоа и политичките партии на етничките албанци во Македонија. Ви благодарам.